ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Но во оваа емисија наши ваш гостин е градоначалникот на Охрид, господинот Константин Ѓорѓевски. Добар ден, градоначалник, ви благодариме што ни сте гостин еве денес во студиото на ТВМ после подолго време. Добар ден, ви благодарам за поканата. Прво би сакала нашиот разговор да го започнеме со великденските празници, бидејќи сме на прагот на великденските празници. Овој викенд пред празничен, кога и се совпаѓаат Великден и 1 мај во Охрид, веќе се најавени огромен број на туристи. Граѓаните и негодуваат. Градоначалник се пишува се што по социјалните мрежи во смисла дека пандемија и туризам не одат заедно. Дали кризниот штаб на општина Охрид ќе предложи некои мерки? Дали имавте некој се останок или ќе останат оние мерки кои што се веќе предложени од владата? Искуствено гледано, ние минатата година како кризен штаб излеговме и побаравме да биде, да речем, да не биде дозволено патување на луѓето од град во град во пред великденските празници 1 мај. Меѓутоа тоа ето така помина како што помина и минатата година беше тоа дозволено. Да. А и искуствено од летниот период кај што имавме случаеви кога имаше и масовни журки на градиште, се сеќаваме сите. Така. Па после тоа немавме некои поголеми епидемиолошки проблеми, пикови и кластери. Така да сега претпоставам дека доколку луѓето ги почитуваат мерките, посетителите во Охрид, доколку се движат на отворен простор во природа, мислам дека не би требало да очекуваме поголеми проблеми. Сепак останува сето тоа на совеста на луѓето, на посетителите и се надевам дека ќе помине и на собствениците на тие локали кај што ќе се движат луѓето, а и на самите посетители, така да мислам дека ќе помине тоа во најдобар ред. Да, од друга страна, напливот на гости може значаен за целиот туристички и угостителски сектор, кој што за жал во оваа пандемија е навистина погоден, ова е значајно и за нив. Да, секако ова е еден момент со кој што полесно ќе ја поминат, така, да речам, економскиот аспект на кризата и во таа насока ние вчера на совет донесовме одлука да ги ослободиме од давачки за урбана опрема угостителите за значи, овие 3 месеци. Не е целата сезона, за овие 3 месеци, па после ќе видиме како ќе биде. Донесовте и некои субвенции, особено за погодениот сектор. За прв пат видовме поддршка на туристички водичи, бродари, превозници. Да. Кажете ми малку околу тоа, како ќе се даваат тие субвенции, кој секи има право да аплицира, што значат? Минатата година имавме ние субвенции за купување на велосипеди, имаше многу голем интерес. Прв пат беше тоа организирано во Охрид и се покаже како успешен проект. Скоро ни заврши проектот што беше за субвенционирање на клима уреди како чисти извори на енергија. На вчерашната седница поминаа правилниците согласно кои ќе се даваат тие субвенции за доделување на велосипеди, помош на занаетчиите, кајчари, туристички водичи и лица кои што обавуваат вршители на дејност во селските средини. Так. За велосипедите има новина тоа што сега има 2 категории, ќе може да аплицираат. Едната категорија се корисници на социјална помош, а втората категорија се лица кои што имаат примања до просечната плата во Република Северна Македонија. И во насока на, да речам, таргетирање на тие луѓе на кои што најмногу му е потребна субвенцијата. За првата група субвенционираме 70% или до околу 8.000 денари, а за другата група е 50%, како што беше и досега, до 6.000 денари. За кајчарите, бидејќи имаше регистриран во нашиот регистар само еден кајчар, воведевме уште еден критериум за да фатиме поголем број на луѓе, на вршители на дејноста. Тоа е пријавата која што имаат тие во Управа за јавни приходи, значи или да е регистриран или пријава Управа за јавни приходи дека обавува таква дејност, дека платил данок. Потоа туристичките водичи се негде околу 140 на број. Во зимскиот период имавме ние преговори, разговори кога имаше откажување на одредени линии со превозниците во општинскиот линиски превоз. За нив се даваат само околу 3,5 милиони негдека. И вкупните сите тие субвенции се 7-8 милиони денари. За туристичките водичи, ако може да ни кажете, затоа што честопати се жалат дека не добија поддршка од државата, како ќе им се доделуваат ни средства и по колку?
Или има некои критериуми таму врз основа на тоа како оствариле во 2019, не тоа ме интересира. Нема никакви критериуми, ние го зедовме само списокот, тие се 140, мислам дека беа на број, и сите ќе добијат одредена сума, мислам дека беше 3000 денари. Така, поддршка некоја, Да. символична да речеме. Добро. Градоначалник неодамна најавивте продолжување на уривањето на дивоградбите вдолж езерското крајбрежје и уредување на плажите, нешто што е многу клучно, особено сега пред сезона. Веќе е избрана фирма која што ќе го прави тоа, кога ќе почне овој процес, кога се очекува да заврши? Јас тоа би го нарекол процес на чистење на крајбрежјето. Така. Зборот уривање не е баш популарен и не е нешто пријатно и не е нешто, никој не сака тоа да го прави, меѓутоа едноставно тоа е еден процес кој што мораме да го завршиме оваа година. Имавме ние тие 6 милиони што ги добивме од влада и ќе продолжиме веднаш после великденските празници со чистење на крајбрежјето, ќе продолжиме од таму кај што застанавме со прошлата, да речем, акција, прошлиот процес, минатиот процес. Имаме уште некои објекти кои што претходно беа под легализација, во меѓувреме документацијски ги исчистивме на потегот Свети Стефан. Потоа ќе се продолжи со плажите кои што се после Метропол па све до Пештања, ќе мора да се позанимаваме и со градиште, затоа што имавме најави дека и тамо се вршат некакви градежни активности, секојдневно стигнуваат пријави во општината. А додека што се однесува до плажите кои што се во опфат на ГУПот, тие исто така ќе бидат предмет на отстранување, затоа што независно што тоа се добри, убави, репрезентативни објекти, меѓутоа не може да добуваат дејност и едноставно не се совпаѓаат со ниту се во законски, да речем, некакви рамки нивното вршење на дејност, а ниту се совпаѓаат со габаритите и со сето тоа таму што е изградено, ниту со проектите кои што ги имали дозволите на времето, независно што сега имаат решенија за отстранување, а што е најважно, се во непосредна близина на студенчишко блато и ќе видиме дали тука воопшто некогаш ќе бидат согласно планот за управување со УНЕСКО. Сега Агенција за просторно планирање на Република Македонија прави урбанистички план за крајбрежје и доколку во иднина тука бидат предвидени плажи, ќе има некаков вид на организирани плажи, објекти на плажите поточно, меѓутоа не во таков вид. Така да оваа година мислам дека конечно пред туристичката сезона ќе биде сето тоа завршено и мојата интенција е да отстрануваме само она што мораме. Значи да не сме ние душмани на никого, меѓутоа едноставно на све му идат крај и сите тие луѓе кои што ги имале тие плажи, обавувале таму дејност, треба да се свесни дека едноставно нивното време заврши, мора да ги ослободиме плажите, нема повеќе да има узурпација со лежалки, диво наплаќање, паркинг и ред други работи. Така да оваа година исто така ние вчера на седница на совет направивме релокација на средства и обезбедивме дополнителни 3 милиони за уредување на плажите. Ке се носи песок од сливот на Охридското езеро, која што е автентична и која што согласно планот за управување смееме да ја носиме на плажите. Сите тие тампони и ред други несоодветни материјали кои што биле таму одлагани на времето ќе бидат отстранети, железа и све слично и така да мислам дека до 15 јуни тоа ќе го завршиме. Тоа значи дека годинава плажите ќе бидат празни. Нема да има гостителски објекти, нема да има лежалки, нема да има она што досега беше. Дали тоа значи? Па не мислам дека плажите ќе бидат празни затоа што секој може да се однесе лежалка. Значи ќе бидат слободни, да речеме, за граѓаните да можат со крпа, како што било порано на тоа алудирате. Плажите ќе бидат слободни, додека плажите кои што се пред угостителските објекти, сите се упатени во Агенција за просторно планирање да му изработи урбанистички план, тие да склучат договори со општина Охрид и да плаќаат закупнина, затоа што тоа се плажи кои што 50 години биле присутни тука и пред да стане Охрид заштитен од УНЕСКО и едноставно не може ние све да остравиме. Меѓутоа тие објекти кои што се нови, несоодветни со нерегулиран на канализација и отпадни води, тие мора да бидат отстранети.
Градоначалник, мислите дека овие ригорозни мерки кои што ги бара УНЕСКО во тој план за управување и така натака прават штета врз туризмот во Охрид? Кој е вашето мислење? Не мислам јас дека е тоа така, затоа што туризмот во Охрид не е врзан со печес објекти на наши сограѓани кои што сакаат да узурпираат државна земја и да стекнуваат противправна имотна корист. Не зависи туризмот. Охрид е многу повеќе од тоа. Охрид е светско природно културно богатство, Охрид е на сите нас, сите тие плажи се на сите нас и ние оваа година ќе ги ослободиме. Нема повеќе да дозволам приватни лица да узурпираат државна земја и да стекнуваат финансиски средства на земја која што е сопственост на сите нас. Тоа заврши. А на вчерашната седница ВМРО ДПМН, советниците од ВМРО ДПМН ја напуштија седницата и ве обвинија дека не сте сакале да го ставите на предлог, гласање предлогот за разрешување на директорот на јавното предпријатие Водовод, кои што го обвинуваат за нови вработувања и покачување на сметките за водата. Кој е вашиот став, градоначалник? Мојот став е точката на која што беше предложена од советничката група на ВМРО ДПМН беше ставена на дневен ред и јас како градоначалник сум предлагач на точките кои што се однесуваат, меѓутоа и група советници може да предложат точка. Меѓутоа јас ниту можам да тргнам точка, ниту можам да гласам таму. Советот одлучи дека таа точка не треба да биде ставена на дневен ред, затоа што не е надлежност на Советот да дискутира за разрешување или именување директори на јавни предпријатија. Впрочем, кога се вратиме ние на претходната тема за плажите, јас во јануар 2019 година доставив на Совет динамички план за отстранување на бесправни објекти на крајбрежјето. Тој план не помина. Советничката група на ВМРО ДПМН рече дека не е наша надлежност да разговараме ние за отстранување на плажите. Како сега надлежност нивна е за да разговара некој директор дали работел добро или не. Значи тоа се двојни аршини и тоа не може така. А што мислите во однос на поскапувањето на водата? Вистина се планира поскапување на водата и дали е вистина дека има најавено нови вработувања за пред избори? Поскапувањето на водата е согласно решението од регулаторна комисија, има зголемување на цената на водата. Меѓутоа кога зборуваме така, ако кажеме гола флоскула, има поскапување на водата, има да, тоа е 1 денар во рок од 3 години по метар кубен, што е незначително. Се зголемува паушалниот надоместок од 70 на 100 денари. Вчера бев запрашен зошто е тој паушален надоместок. Јас многу пати сум кажал дека ако не го воведиме паушалниот надоместок од 100 денари, тогаш цената на чинење нема да биде на кубик 28 денари, ќе биде 46 и ќе ја плаќаме само ние што трошиме вода преку цела година. И така сиве овие шумет станови во Охрид, кои што доаѓаат еден месец во текот на летото, тоа треба да му обезбедиш и нив вода преку цела година, тие ќе се повластени, нема да плаќаат. Затоа ние го поделивме тој паушален надоместок за и тие викенд станови кои што се во Охрид да си плаќаат еден вид одржавање на мрежата. Инаку јас ги гледав бројките во однос на вработени во јавното предпријатие Водовод. 280 имало вработени во 2013 година. Добро. Сега се 242 вработени. Купниот број на вработени е намален. Има ангажирано работници сега преку Агенција за привремени вработувања, меѓутоа кога ќе трниш црта, бројот е тука негдека. Сега да, има, како и секој јавно предпријатие, така и општината, има систематизација тамо план за вработувања, колку ќе се реализираат од тие вработувања, истите да се реализираат, согласно систематизација и план, нема никаква законска пречка да се остварат тие, затоа што тоа се прави на основа на одредено планирање. Можда следната година 10 души ќе заминат пензија тамо. Во однос на сметките за колекторот, исто така градоначалник имаше на многу негативни реакции и негодување од страна на граѓаните биле доста високи. Сметките за колектор, вие во еден наврат кажавте дека Охридското езеро е светско и природно и културно и секакво наследство и дека сите треба да учествуваат во неговата заштита. Дали се работи нешто на тоа поле да не ја сносат трошокот само охриѓани и стружани? За тоа ќе треба да се донесе законско решение за цела држава да учествува. Да учествува и да ги плаќат тие сметки за колекторот.
точно е дека се покачени сметките и ние во општината го приметивме тоа кога ни дојде сметката за колектора и сиве дома и по приватни фирми. Го викнаве с директорот на колекторски систем и објасни дека имаат и тие исто такво решение од регулаторна комисија, кое што ги регулира, да речем, цената на одлагањето на фекалните води во колекторскиот систем. Апсолутно дека никому не му е пријатно што ето има покачување тука и ќе мора да работиме во иднина да го дисперзираме тој трошок само на овој начин, друго решение немат. Меѓутоа целата таа работа со колекторот и колекторскиот систем, независно од сметките, на еден голем успех на оваа локална самоуправа и на владата, затоа што многу пати се проба да се реши колекторот, не се успеа и од тие сметки кои што се и така високи како што разговараме сега, колекторски систем собира околу 7 милиони месечно. Што не се некои значајни пари за нови инвестиции, за реконструкција и модернизација на колекторскиот систем и за одржавање. Така. Да. Така да со тоа што се случи со делењето на МЈП Проаква, формирањето на јавното претпријатие колекторски систем, ние дојдовме во една ситуација конечно да деблокираме општина Охрид. Предуслов за тоа беше потпишување на договорот кој што се случи завчера во Скопје, а една година беше процес кој што го се одвиваше со господинот Рамис Мерко, со водовод Струга, водовод Охрид и колекторски систем, имено стануваше збор за 72 милиони кои што беа останати како долг на општина Охрид према Министерството за финансии по основ на кредит земен од Светска банка за ревитализација на колекторот. Так. И тоа ни беше нас пречка да не можеме ние како општина да направиме повик да се задолжиме кај домашните банки, да земеме кредит со поевтина каматна стапка и да деблокираме конечно општината, затоа што од 1.600.000 колку што беше долгот кога јас станав градоначалник, сега е на 350 милиона. Со раздолжувањето и со тоа што враќавме ни од сопствени средства, значително го намаливме долгот. И сега за тие преостанати 350 милиона, затоа што ни се тргна извршните налози од држава, од финанси, тие ќе ни дадат на сега позитивно мислење за раздолжување, ќе донесеме ние една одлука на совет за задолжување и ќе направиме јавен повик и конечно ќе исплатиме све и ќе ја деблокираме општината. Еден градоначалник ништо да не направи, само да ја деблокираат општината е успех голем. Така, значи очекувате ова да се случи наскоро? Па сега на следна седница ќе му дам на советниците да гласат одлука за задолжување. Таа одлука ја праќаме во финанси, тие да ни дадат позитивно мислење за задолжување, правиме јавен повик и сега банките треба да се јават да ни дадат кредит, затоа што сега ние плаќаме 13% затезни камати, тогаш ќе плаќаме 2-3% на 350 милиони, која банка што ќе даде најдобра понуда, таа ќе ја прифатиме, ќе ја поминиме сетото на совет и тоа е тоа. Успех би било тоа, да. Така да ова треба ние да го гледаме како успех и цената можда да ја платиме сите заедно ради колекторскиот систем и сметкиве, тоа е тоа. Уште би ве запрашала, уште пак ќе одиме со реклами. Од ВМРО да помине исто така ве опозицијата, значи ве обвинува и за нови вработувања кои што биле партиски, значи нормално се знае како би стоело во соопштението нивно во општина Охрид. Има ли таков план градоначалник сега пред избори да се вработуваат уште лица во општината? Планот за вработување поминат на советот и измените поминаа вчера. Имаме ние луѓе кои што заминаа во пензија изминатиот период. До сега надворешно лице е примено едно во општина Охрид, додека сум јас градоначалник. Еден прием имаме во сектор за финанси. Све друго беа интерни унапредувања огласи. Ке има сега огласи во општината. Некои кои што се, да речем, потребни колку прилика кадри, не знам сега точно на број да ви кажам. Меѓутоа ќе распишеме огласи за ни треба, да речем, градежни инженери, правници, архитекти. Така. Добро. Во продолжение предлагам кратки реклами и повторно се враќаме.
Продолжуваме со нашата емисија, наш гостин за потсетување градоначалникот Константин Ѓорѓиевски. Градоначалник, забележително оваа пролет се работат доста инфраструктурни проекти. Тоа е најава семинен на 15-ти корпус, се работат можеби и други новосени од поголемите. Ова го правите како една предизборна кампања или се реализираат проекти кои што се започнати? Не може толкави проекти да се предизборна кампања. Ние 15-ти корпус ја почнавме пред една година. Аба Семин исто така пред една година. На Аба Семин рокот на изградба ние 13 месеци ќе го завршиме во рокот од 13 месеци. Можда еден месец ќе има пролонгирање, меѓутоа за таков голем крупен обемен проект не е некое задоцнување големо. 15-ти корпус ни излезе исклучително тежок, изненадувачки проект. Мислевме дека побрзо ќе го завршиме, меѓутоа таму е многу прометно. Многу има хали бизниси кои што имаат свој влез од главната улица, меѓутоа по урбанистичкиот проект не му е тука ни влезот. И тука требаше, ако одевме ние согласно урбанистичкиот проект, сите тие хали кои што имаат продавници тука, фабрики, да влегуваат од улица која што треба ново пробиена, да е на долниот дел, паралелна со 15-ти корпус, па ни се јавија проблеми со експроприации кои што кога го носевме одобрение, кога го издавав јас одобрението за градба ги немаше, во меѓувреме се правени спроведувани решенија за приватизација кои што луѓето ги имале, па сега ние треба поминиме со атмосферска канализација, излегува дека е приватен имот, тоа не сме го знаеле, па требавме и експроприации во исто време. Па се јави инсталации кои што не знаевме дека се тука, имавме случај со кабел оптички од А1 и од МВР кој што бил поставен, не знаевме дека е тука ставена легализиран после по закон за легализација, дури и кабли држава легализирала. Па тој требаше да се дислоцира. Па излезе дека Водовод поставил во 2000-та линија, во 2000-та година нова линија која што не беа нови објектите тука приклучени на новата линија, па ги приклучувавме сите тие на новата линија и еден куп проблеми. Меѓутоа сега сето тоа ни отклонато и завршено, како што гледате утро 5 часот почнавме таму со асфалтирање на вториот слој од навис, што го викаат, така викано местото на кај што се дели патот за Велгошти до крајот на проектот до после гробиштата. 700 метра е тоа должина, тоа е 1/3 фактички. После празникот ќе се стави втор слој на првата третина од панорама до мостот на Сушица и ќе остане тој средниот дел кај што ќе има замена на тлото, меѓутоа наредниот месец во рокот 1 месец и тоа ќе го завршиме. Значи пред сезона ќе биде готово. Да, Аба Семин 15-ти корпус, значи јуни месец крајот најкасно се надеваме дека 15 јуни дека тие два проекти ќе ги завршиме. На Аба Семин, на Јане Сандански одлично ни работите, таму се поставува еден главен цевковод и два секундарни цевководи во двата тротоари. Левиот секундарен е готов, сега го работиме главниот цевковод, има еден поголема шахта шиберска кој што излезе, таму треба сега да се вршат премостувања, тука се работи. Завршен е тендерот за горниот строј на улицата, јули месец ќе завршиме Јане Сандански, таа ќе биде исто одлична улица со ново смарт осветлување кој го менува интензитетот како што ќе се движат возилата, ќе има дисплеи кои што ќе ни покажуваат слободни паркинг места и зафатени паркинг места, ќе има мерачи на квалитет на воздух, температура и такви. Па тоа е моја мала, морам таму. Градоначалник, како градежен инженер објаснувате, како детално ги знаете состојбите. Навистина многу детално све објаснавте, каде, каков проблем, баш како градежен инженер. Во општината мора да станеш надри правник и надри урбанист и надри како доктор си имате добро снајдено од ова што го кажувате. Градоначалник, ја најавивте за оваа пролет и реконструкцијата на КЕО-то. Дали започнува тоа, кога ќе започне, навистина еден убав капитален проект кој што ќе го измени ликот на градот? Да, тоа е проект кој што ние закочен поради тоа што добивме, да речам, во извештајот кој што го добивме од нацрт извештајот, драфтот од реактивната мисија за УНЕСКО. Сите знаете дека КЕО беше оценет како спорен објект. Така. Ние го преправивме проектот, да, го усогласивме согласно барањата на УНЕСКО, меѓутоа
во консултации со Националната комисија за УНЕСКО ни беше укажано дека не смееме да почнеме со реконструкција на КЕО додека и за ревидираниот, усагласениот проект не добиеме позитивно мислење од УНЕСКО. И сега ние новиот проект го испративме во Париз и сега повторно ќе чекаме позитивно мислење за проектот кој што мислиме дека е усогласен. Парите ни се обезбедени, 38 милиони преку линијата од ТАВ кој што ги пренамени владата од аеродромот во Штип за општините и 45 милиони со одлука на влада од јавното предпријатие под стопанисување со деловен простор, меѓутоа тој објект сега, тој проект сега е уште на стенд-бај до добивање финална дозвола од УНЕСКО. И ова дека можда ќе го тангираме тоа што го спомнавте, дали УНЕСКО го кочи туризмот за едни вакви проекти, мислам дека треба да имаат повеќе сенс. Втора година чекаме позитивно мислење. Ние првото мислење за проектот го чекавме од јануар месец до декември. И кога нас во владата ни побараа проекти, министерот Битичи е задолжен за тоа, ни побараа проекти кои што ќе се финансираат преку линијата од ТАВ, затоа што јас уште немав добијано мислење за КЕО, јас го испратив КЕО-т. И после 5 дена стигна извештајот од УНЕСКО дека КЕО-т е оценет како спорен. Ние во рекордно време го преработивме согласно препораките. И сега пак ќе чекаме позитивно мислење од УНЕСКО. Многу е сензитивен периодов, не смееме да го започнеме КЕО пред сесијата на УНЕСКО која што е закажана од 15 до 30 јули онлайн. Онлайн ќе биде? Да, затоа што ако почнеме сега и во еден проект кој што тие рекле дека е опасен, независно што ние сме го коригирале проектот согласно нивните препораки, меѓутоа знаете како во општината и инвеститорите некогаш се жалат. Тие аплицираат проект, архитектите му доставуваат 5 забелешки, тие ги отклонуваат, повторно го аплицираат и после имаат уште 15 нови забелешки. Така да сега да ни се случи такво нешто со да се случи, значи може и пак да биде закочен. Може пак да биде закочен. Али здрави. Така. Уште еден, да речам, сега малку би сакала да поразговараме околу еден горлив проблем, значи со децени изборуваме за изградба на марина. Неодамна имавме еден добар прилог со директорката на Канало студентиштво, кој што во моментот се користи како една импровизирана марина, нема веќе место, таму е све букирано, све зафатено, сега се нуди една сува марина, позади спортската сала на сува веќе се паркираат. Градоначалник и тоа е еден проект кој што на градот му треба, му е од суштинско значење и се зборува 20 години, но од друга страна пак се вели дека и тоа го брани УНЕСКО. Согласно планот за управување со УНЕСКО е забранета изградба на нови марини и пристаништа во езерото. Тоа е еден дел од планот за управување кој што ќе треба да се ревидира, затоа што состојбата во Каналот студентишта е алармантна и све што ќе се изгради ќе би подобро решение од тоа што се случува таму. Јас сум свесен и знам дека и луѓето и мене ме контактираше председателот на Едриличарската федерација скоро, му го испратив јас делот од планот за управување кај што тоа е забрането. Ќе треба да се објасниме со комисијата за спроведување на планот за управување дека марината која што би се поставила ќе биде од понтонски тип, значи нема да се врши насипување, бетонирање во езерото, туку тоа се готови бетонски понтони кои што пливаат во езерото, само се фундираат долу со големи синџири и тоа е тоа. Меѓутоа, за такво нешто нас ке ни треба одобрение, дозвола и повторно тој проект ќе треба да се испрати, значи во Париз и сега и со тој проект сме статус кво. Меѓутоа, сега во фаза е изработка на студијата за ревалоризација на Охридското езеро како светско богатство. Добре. И сега тука треба да се одредат локациите каде што најдобро би било да се предвиди марина, затоа што вие сега викате ќе правиме марина, ќе дојдете во општината, јас да ви дам одобрение. Немам урбанистички план јас за да ви дам одобрение, не е предвидена марина никаде. Како ќе изградиме ние марината? Да, 2 децении се зборува, ниде не е ни предвидено така. Таа марина која што е предвидена согласно планот за крајбрежје од 2000 година,
таа шанса нема сега со планот за управување Да се вклопи. да се вклопи. Така. Таа е во каналот Студенчишта, кај што е сега морнарицата, треба да се копа тамо према блатото до патот кој што е према патеката и тој проект нема шанса Нема да шанса го да се дозвола. дозвола, да. А од друга страна пак од суштинско значење таа марина, бидејќи знаеме дека во каналот треба да се тури бензин, да се исчистат, да се следат пловелата и така натака, дополнително загадување за кое што но ќе мора да се објаснувате повторно. Па со коронава ланската година и ова нашиве луѓе кои што одеа надвор нема сега кај дое сите се вокрити и е гужва. Дополнително до толку повеќе. Така да Ништо. мора да се работи тука. Сепак тука надлежноста има Министерство за транспорт и врски капетанија на пристаништата. Заедно треба да работиме на тоа поле и меѓутоа со едни состаноци кои што би биле да речам на повисоко ниво со луѓето кои што се од комисија за спроведување на планот со планери, сето тоа да се искомуницираат добро со УНЕСКО и тие сега беа во некој период да речам со коронава и со стојбиве така во некоја блага хибернација, така да се надам дека со нормализирање на цела оваа состојба ќе можеме да работиме понатака на такви проекти. Така. Градоначалник, уште еден горлив проблем е стационарот за бездомни куќи, на тоа го најавивте одамна, беше заглавено, ајде само накусо, има ли решение, ќе биде на повидок нешто такво, нешто ќе има ли? За јавното предпријатие Комуналец да добијат дозвола од Агенција за ветеринарство, мора да имат урбанистички план таму кај што треба да. Тоа е при крај. Се одобри елаборатот за животна средина, месец дена беше на јавна анкета ЛУПД-то таму аупот кој што е за стационарот, сега е вратено кај планерот имат корона 3 доздрави да го врати назад кај нас во општината, на комисија за урбанизам да го одобриме и јас да го потпишам и да го донесеме конечно тој план за стационарот, после тоа Комуналец да земи дозвола за обавување на дејност таму. И да почне да го направиме. Да се решава тој проблем, затоа што навистина е проблем. Година дена имавме мораториум по постапување на урбанистички планови. Не се донесе ни еден план, па ни тој. И тоа е. Градоначалник, кажете ни, ево нешто сакам вака политичко, што е актуелно, вчера имаше отцепување на дел од членови долгогодишни на СДСМ, тие најавуваат за следните избори формирање на независна листа на советници, кандидати за советници. Кој е вашиот став за ова? Се зборува дека во СДСМ има многу расцепкување. Моje мислење е дека луѓето кои што се, да речем, здружени во таа на листа која што вчера групација, уште нема листа, иницијатива, моментално, Охрид пред се. Се луѓе кои што во голем процент се поранешни видни членови на СДСМ, меѓутоа сепак тие се, да речам, задоени со таква социјалдемократска идеја, ја не можат да бидат никогаш десничари, меѓутоа најверојатно поттикнати од одредени несогласувања со актуелниот лидершип на Социјалдемократскиот сојуз и политиките кои што се води можда на локално, а можда пред се и на централно ниво, претпоставам, се одлучиле на еден таков да речем потек и тоа е нивниот легитимен избор. Сепак мислам дека знаете како ова го гледаме како една кавга, секогаш за кавга треба двајца и не може дека било која страна тука би била апсолутно во право. Меѓутоа, ако одлучиле да направат една таква независна листа, јасно посакувам среќа, нека пробаат на локалните избори. Ако имаат советници, ќе треба да имаат соработка со градоначалникот, се во интерес на Охрид и на да речам напредокот на нашиот град. Инаку јас сите тие луѓе ги познавам, тоа се луѓе честни, работни, домакини, да речам. И
подолго време тие ги изразуваа своите несогласувања со дел од политиките. Така. И како и да е, мислам дека во иднина повторно ќе соработуваме и ќе имаме и тесни и блиски односи. Така. Градоначалник, се наближува и крајот, да речеме, на вашиот мандат. Кажете ми, колку сте вие задоволени од она што успеавте да го направите? За жал немавте 4, имавте 2 години. И кои се оние проекти клучни кои што ви остана, а сакавте да ги реализирате? Дали има такви кои што си велите, туф, за ова нема време? Да, на 5 мај беше вториот круг на локалните избори во 2019 Така. година. Јас имав 2 години, дел од проектите ги наследив од претходниот покојниот градоначалник Јован Стојановски. Дел ги почнавме со мене и сега ги привршуваме. Многу е лесно кога ќе почнеш со реализација на еден проект и кога ќе видиш веќе машина, тоа веќе за мене е завршена работата. Многу се тешки и горливи процедурите на проектирање, на добивање одобренија, на тендерирање, сето тоа се да речам долги административни бирократски процедури кои што треба да завршат. 2 големи проекти кои што ни следат и се надевам дека ќе ги почнам пред избори, тоа се изградбата на катната гаража и плоштадот Крушевска република, плоштадот Чинар. Двата проекти ни се готови, двата проекти се во фаза на издавање, добивање одобрение за градба. Така. Крушевска република е во понапредната фаза, таму се спрема тендерот и ќе биде распишан пред после великденските празници и е во завод и музеј за добивање конзерваторски заштитно-конзерваторски услови и издавање одобрение после. Додека катната гаража е исто така еден проект на кој што многу енергија, време, а и пари потрошивме. Значи, катната гаража е предвидена на паркингот кај пазарот, кај што беше пазарот, додека се градеше новиот пазар. По урбанистички план е тука катната гаража. Добро. Една година водев постапки за експроприација на земјиштето, Да, чистење на имаше приватни парцелата, имоти. приватни имоти беа, го исчистив тоа. После почнав постапка, влада треба да ни даде на општината трајно користење на земјиштето, помина на влада, ни го додели земјиштето во трајно користење. Добро. Се изработи проектот, околу 4 милиони коштат проектот. Ни е одличен проект, на околу 8.000 квадрати ќе биде катната гаража. Согласно деталниот урбанистички план е 5+5 тука висината. И тука повторно сега го имаме проблемот со планот за управување, независно што ние сме општина, имаме исто и ние такви проблеми. Инвеститорите мислат дека само тие имаат проблеми кога ќе му кажеме овде не можеш да градиш 5/3, да градиш 3. Така. Сега и ние како општина имаме проблем со катната гаража, затоа што согласно планот за управување тука е 5+2. А ние имаме објект од јавен интерес кој што треба да го изградиме на 5+5. На повеќе ката за повеќе паркинг места. Тоа е објект од јавен интерес и се надевам дека ќе имаат слух надлежните во управата за културно наследство, затоа што тоа е старо градско јадро, одобрение дава министерот за транспорт и врски, не давам јас. И ќе се надевам дека ќе најдеме решение, ако треба еден кат помалку, нека е тоа 5+4, нека е, меѓутоа да го завршиме одобрението и после тоа проект кој што е стварно важен и потребен. Сега сме на чекор до реализација конечно на катната гаража, 30 години секој градоначалник што дошол ја најавуваше и се зборуваше за безброј проекти, но никој не ги видовме. Да, и тоа сега сме, да речам, ако е 100%, сега сме на 95% стигнати до реализација. Така. Кога ќе го добиеме одобрението за градба, ние ќе објавиме одма јавен повик за јавно-приватно партнерство да може да се гради. Така. И еден друг проект кој што да речам што викате ми е криво, ми е мака што не успеавме да го реализираме, тоа е пречистителна станица во Трпејца. Многу е потребна таа, стигнавме и тука до негдека преку Словенски центар за развој, добивме
пола финансирање на проектна документација во 2019 година во јуни и требаше секретаријат за европски прашања да потпише договор со словенска влада. Фати короната, то се издолжи и пропадната цела работа, не се потпиша тој договор. Предвидовме ние средства во општината со наши пари да го финансираме проектот за изработка на пречистителна станица во Трпеца, затоа што има еден проект од претходната власт, меѓутоа тој е проект кој што предвидува 56 пумпи за испомпување на водата, затоа што теренот е таков, долу се куките, мора да се носи водата горе, нема простор долу кај да се лоцира. Пречистителната станица мора да е горе и е многу скап и економски неодржлив и ризичен за изведување. Исто така и нема секундарна мрежа. Доваде од Трпеца треба да се прави секундарна мрежа и така тие се неколку, да речам, 2-3 големи проекти кои што треба да следат во иднина. Се надевам дека за овие првиве два, ако не успеам јас да ги реализирам, некому ќе му остам одобрение, па лесно ќе му биде после да го реализирам и така. Сакам за крај да ве прашам, имате ли амбиции за уште еден мандат? Дали сте задоволени? Пред ќе ве прашав, не ми одговор. Задоволен ли сте од она што успеавте да го направите? Имавте краток период, 2 години, меѓутоа, дали сте задоволен и дали имате желба за уште еден? Па мислам дека луѓето, граѓаните на Охрид, гледаат дека се работи. Факт е дека се работи. Не може да рече некој дека не се работи. Се работеше на сите полиња, и во инфраструктура, и во улици, и во школи, реновирање, и во полно, да речам, сфери на општествениот живот други. Охрид е тежок за водење, тешка е функцијата многу, градот се наоѓа во многу специфична состојба со УНЕСКО, со дивите градби, треба да го познаваш во суштина проблемот. Нов човек во општината би значил изгубени година и пол-две за градот, затоа што мора да навлези во проблемите. Континуитетот е многу битен. Тоа е прашање кое што сепак ќе треба да се донесе одговорот во консултација со партијата. Ќе си направат тие анкети. Доколку изборот на партијата е јас да бидам повторно кандидат за градоначалник, независно колку е сето тоа, да речам, тешко и неиздржливо, јас ќе прифатам и ќе го продолжам тоа што го започнав, затоа што си овие проекти охриѓани и Охрид ги заслужуваат и мора да ги завршиме. А јас, да ви кажам искрено, да исчистам плажи, да деблокирам општината и да му оставам некому после да си уживаат, тешко дека ќе биде тоа. Ви благодарам многу, Ѓорѓевски, што бевте гостин во Прашалник. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Константин Ѓорѓевски, градоначалник на општина Охрид. Верувам дека успеавме да го задржиме вашето внимание. Чувајте се и среќни празници.